Почитувани, со последниот упад во автономијата на универзитетите преку донесувањето на измените во Законот за високо образование, без консултација и согласност на академската јавност се задава конечниот удар врз системот на високо образование во Македонија. ДПМН-овското цунами во високото образование продолжува да остава пустош, тотално незаинтересирани, отворено да разговараат за образованието, најповиканите, Министерството за образование и наука, целосно го деградира образованието и сите вработени во оваа област. Имено, ги представија универзитетските професори како криминалци и неработници, кои игнорираа мирниот протест на академскиот кадар на УКИМ и организираа гротесен контрапротест на така наречени студенти. Испотрошија силни пари за кампања со која сакаа да ги оправдаат бесмислените промени во високото образование. Го девалвираа квалитетот на високото образование со невидена дисперзија и рекордниот опфат на матуранти во светски рамки. Измамија и се уште мамат дека ќе набавуваат опрема за високообразовните установи во Македонија. Ја замрзнаа комплетната финансиска поддршка на факултетите за научно-истражувачка дејност. Престанаа со вработување на научен подмладок кој си заминува од државата. Најавија растурање на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Иако за време на мирниот протест одржан на 27.1. оваа година, Министерчето храбро им вети на универзитетските наставници дека ќе присуствува на седниците на легално избраните тела на УКИМ, тој молчешкум и подло завчера го протурка законот во собранието, при што не отстапува од нереалните критериуми за развој на академската кариера во услови кога нема никаква финансиска поддршка за научно-истражувачка дејност. Такви критериуми во земја која што одвојува 0,0018% за наука визави држави кои што одвојуваат 1 до 2% од GDP е нереално. Понатаму, ступидната екстерна евалуација која во поинаков облик и досега се реализираше, меѓутоа преку актите на универзитетот. Драконските казни за универзитетскиот кадар. Спојувањето на телата за акредитација и евалуација без притоа да се формира Советот за развој и финансирање кој што е законска обврска. И конечно решавањето на проблемот на непотизмот во високото образование преку неразбирливи формулации и своевидна дискриминација на едниот академски кадар. Има ли крај на ова невидено стампедо што му се случува на високото образование во Македонија? Наместо младото момче министер да седне и да разговара со професорите, да отвори диалог за темата како што е нормално, тој го одбра најлесниот начин да одбегне соочување со поинакво мислење. Троши народни пари за скапи огласи со цел да убедува колку е тој во право, а истовремено се плаши од било каква критика. Овој самоволен закон во пракса е неспроведлив и само дополнително ќе ги влоши онака лошите состојби во македонското високо образование предизвикани од страна на ВМРО ДПМН. Благодарам. Ако имате прашања, поведете. Значи, постојат многу елементи кои што ни даваат за право да покренеме таква иницијатива, меѓутоа, веројатно, тоа ќе го оставиме на академската заедница, таа да се справува со овие измени, затоа што сметаме дека ова не е политичко прашање.